17 часот и 15 минути, почитувани гледачи, ви благодарам што и ова попладне одлучивте да бидете на фреквенцијата на телевизија Сонце, за да го проследите и најновото издание од емисијата од своја страна. Мојата денешна тема ќе биде токму една средба која што се одржа изминатата недела, именно под мотото да се обединиме, пораката да биде појасна и посилна за посветла иднина на Македонија. Се одржаа беломорските видувања 2023, средба за која што ќе дискутираме токму во ова издание. Чести задоволство ми е да го поздравам и мојот денешен гостин, станува збор за господинот Сотир Лукровски, председател на Сдруженијето ВМБЕЛ Егеј и координатор на Сдруженијата на македонците по потекло од егејскиот дел од Македонија. Господине Лукровски, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел од своја страна на фреквенцијата на телевизија Сонце. Добар ден за вас, благодарности до вас лично, до вашата телевизија, што веќе ве, да речам, во некој континуитет наоѓате време и простор да одвоите за нашите активности, со тоа да допринесете во анимација на нашите настани. Добар ден и за сите гледачи на телевизија Сонце. Многу ми е драго што токму по една таква голема средба ќе имаме чест овде да ги споделиме првичните импресии од средбата која што се одржа во неделата. Беломорски видувања по втор пат за 2023 година. Се исполнија ли очекувањата? Па, што би рекле некој 102%. 102%? Да. Се исполнија во целост, дури искрено и малку сме изненадени, да не речам, нели, во целата оваа ситуација во општеството, во периоди на кризи, на луѓето сепак сакаат да другаруваат, сакаат да испратат порака. Македонците по потекло од егејскиот дел на Македонија, како и секогаш низ вековите, не знаат да молчат, изгледа. Така да имавме убав одзив, некоја бројка, ланските, како што споменавте, беломорски видувања кои беа први, се надминати за некои, па да кажам, ајде скоро 200 луѓе, некоја бројка над 500 гости оваа година, така да од тој аспект сме презадоволни. Така, повеќе од 500 луѓе, бевме и како телевизиска екипа на самата средба. Одлична организација со повеќе и музички изведувачи, представници на општествени политички чинители. Кој сте учествуваше во организацијата на беломорски видувања и која е првичната цел токму на една ваква организација која што ќе ги собере сите македонци од егејскиот дел од Македонија? Првичната идеја, како што рековте, јас сум председател и доаѓам од Сдруженијето ВМБЕЛ Егеј од Скопје. Во последните неколку години на една општа иницијатива започнавме една поголема комуникација пред се меѓу скопските здруженија на македонците од егеот и така минатата година дојдовме до идеја оние средби кои ние низ годините негде од 2009 и 2010 започнавме да си ги организираме и кои се сведуваа само на луѓето од нашето село, од ВМБЕЛ, тоа е едно село во Костурската околија, да прераснат во еден собир на луѓето од територијата на цела егејска Македонија. Така да во комуникацијата со Сдруженијата Свети Герман, Сонцето од Кутлеш и Загоричани, дојдовме до идеја да тоа биде една заедничка средба, помасовна, подобро организирана, нели, секогаш силата е во единството. Имавме добра комуникација со Сдруженијето Мирка Гинова од Штип и нивниот председател, тој исто прифати. Така започнавме минатата година, останавме официјално да бидеме организатори, значи тие 5 здруженија, 4 скопски, 1 од Штип, меѓутоа активностите воопшто ни се координирани со останатите, како што видовте и како што споменавте, здруженија од територијата на цела Република Македонија и со сојузите кои ги обединуваат. Имавме овој пат, можам да кажам, ако
минатата година делумно, оваа година во целост македонците по потекло од Егејскиот дел на Македонија се обединија. Се обединија и Ни се беа подадоа рака. присутни сите, да. На средбата се појавија и звучни политички имиња, дел од градоначалниците. Дали тоа значи можеби дека државата конечно има слух за барањата и правата на овие луѓе? Па сега, тоа е знаете многу интересна тема, честа тема, го лицкава и за самите учесници на средбите, па зошто е овој, зошто не е оној. Еве јас да ви кажам дека ние упатуваме покана До сите, претпоставувам. Да, до сите градоначалници, преди се, на територијата на градот Скопје, па и со ние кои сме имале некаква, со кои не споиле здруженијата, да речеме, од останатите градови или некоја лична комуникација, на нивни интерес, така минатата година дури бевме и помогнати од градоначалникот на општина Битола. Да не ги сега сите набројаме, меѓутоа скопските градоначалници генерално се поканети сите. Дел од нив ја прифаќаат иницијативата, дел од нив наоѓаат за сходно да си поканат нели и представници од своите политички партии. Вратата на некој начин е отворена за сите, треба само да пробаат да дојдат. Оние кои се почувствувале дека се треба да бидат дел од средбата, биле и ние сме отворени за соработка и нормално е дека и нам во одредена, како да кажем, во одреден момент ни треба некаква помош. Кои беа најгласните пореки кои се упатија на средбата и можеби оние барања кои што се најактуелни, за кои права станува збор, што бараат овие луѓе денес? Значи, што нас не остава мирни, да речам, и после 75 години. 75 години, кога ќе помислите, еден многу долг период, многу циклуси, да кажеме, поминати пред мрежја, гледаме нови прекрувања, нови држави, нови граници, меѓутоа, македонецот по потекло од Егејскиот дел на Македонија и ден денеска нема право во таа територија да се изјасни како македонец, да зборува на мајчиниот на македонски јазик, како што напоменав јас во моето обраќање, како што е навикнати да се радува и да тажи на македонски. Така да нашата порака е и главна цел на овие здруженија, сите сме со иста цел, без разлика во која форма сме, да го држиме живо и активно прашањето на македонците по потекло од Егејскиот дел на Македонија. Свести сме дека, како велато на 100 пати кажаната лага, станува вистина. Нашите деца не знаат. Јас сум израснат со баба ми и со дедо ми кои се родиле таму, живееле, ја поминале цела Голгота и имам должност на моите деца да им го пренесам тоа. Јас овде предлагам пред нашите гледачи да го проследиме прилогот кој ние го направивме директно од самата средба, на кој што можеме да ги видиме директно пораките кои што таму ги упатија учесниците на самата средба, па и почитувани гледачи во приложение прилогот од Беломорски видување кој го подготви екипата на телевизија Сонце. Под слоганот да се обединиме, пораката да биде појасна и посилна за посветла иднина на Македонија, денеска се одржаа годинашните Беломорски видувања. Средба која обедини над 500 луѓе, најголемиот дел македонци од Егејскиот дел на Македонија, но и представници на Македонската православна црква. Од Омо Илинден, Пирин, здруженија од Егејскиот дел на Македонија, општествени работници и представници од политичките партии, градоначалници. Цврсто обединување и поголема поддршка од државата за насилно прогонетите македонци да не се заборават луѓето кои загинаа за идејата за Македонија и негување на корените кои ни кажуваат кои сме и докаде сме, беа дел од пораките кои се упатија на оваа средба. Ова е големо значење за нас македонците протерани од неправдата во Грција што направиле македонците од тој крај. Да напоменеме дека имаме такви многу активности, такви работи и тука се собрани од повеќе делови во градови од Штип, од Скопје, Битола, Прилеп, Кочани, Проби, Штип и тоа ме радува да се по 6 пат тука собираме на ова наша средба се македонска. Да напоменем дека ние покрај сите активности ние сме сведоци на прогонството од Грција, кој ни стара како деца да бегаме од ројните огништа, ројните места. И затоа благодарни сме на нашата Република Македонија, која не возможи да се име такви настани. Во друг смисол, сме благодарни на сите
Јавно сам на медиумите кои ни возможуваат да го чуат нашиот глас. Оти ние, може да кажам, не викат граѓани втор ред. Не, ние сме равноправни на македонците кои живеат во Македонија. Јас студирав во Бор, рудникот за бакар во Србија, и таму имаше студенти, тој беше најдобар металуршки факултет може и во Европа, имаше одлична пракса. Имавме колешка од Видин, Бугарија. И јас, бидејќи моите корени се од егејскиот дел, од драмскиот крај, а дијалектот на моите родители е нешто сличен на струмичкиот дијалект. И јас сега со таа колешка од Видин да направам муабет, за малце почнав со тој дијалект да зборувам и она ми вика: "Шта причаш? Не разумем те." Тоа ми е најголем доказ дека ние сме македонци со македонски јазик и нека зборуваат тие што нема други аргументи. Затоа и идеме да видат дека сме ние тук. Најгласни се нашите барања за човековите права, правото на јазик, правото на изразување во било која држава, да се нарекуваме македонци, да зборуваме на нашиот македонски јазик, вели Сотир Лукровски, председател на Сдруженијето ЕГЕ и координатор на Сдруженијата на македонците по потекло од егејскиот дел на Македонија. 75 години од екзодусот на некогашните дечиња, кои денеска ги има тука во еден солиден број, иако веќе над 80 годишна возраст, меѓутоа за жал и денеска без своји права и правдини онаму каде што се родили и никогаш не се вратиле за жал. Со самото наше постоење, собирање во едни моменти кога повторно е на атак Македонија и македонецот, јасни се нашите барања, човекови правдини, право на јазик, на изразување во било која држава, да можеме да се наречеме македонци и да зборуваме на нашиот македонски јазик, да ја негуваме нашата култура и обичаи. Од оваа средба повикуваме на се македонско обединување и помирување, бидејќи во единството е силата, а единствени и обединети можеме да се избориме против сите неправди кои се случуваат на Македонија во моментот, порачува Александар Јаневски, председател на Сојузот на Сдруженијата на македонците и деца бегалци од егејскиот дел на Македонија, Македон. Барањата за раскинување на договорите помеѓу Македонија и Грција и Македонија и Бугарија и распуштање на меѓувладините комисии за ревизија на македонската историја. Бидејќи на Македонија не им е потребна историја, таа си има историја која што трае со векови. Имено, исто така сакаме на овој свет ден од ова свето место да повикаме на семакедонско обединување и помирување, бидејќи во единството е силата, а единствени обедините можеме да се збориме против сите неправди кои што им се случуваат на Македонија во моментот, а би се случувале и во иднина. И по 75 години од екзодусот на македонците од егејскиот дел на Македонија, пораката на овие луѓе останува силна и гласна. Конечно обединување и подадена рака. За никогаш да не се заборави и гласно да се говори за обесправените, за одделените и оние кои животот го положија за идеалот на македонската држава. Така и се враќаме назад во студиото. Тоа беа пораките кои ги слушнавме од дел од учесниците на средбата. 75 години од екзодусот на насилно протраните македонци од егејскиот дел на Македонија, еден јубилеј и одбележување. Дали можеби ова средба беше токму почетокот на активностите кои што ќе го одбележат јубилејот на 75 годишнината? Па не, ние на почетокот на календарската година одржавме еден состанок во Скопје. Моето здружение, Сојузот на Здруженија Македон, се договоривме
за оваа година, која е јубилејна, 75 годишна, коинцидира и со одржување на оние некогашни средби на децата бегалци, кои сега, нели, за жал се веќе над 80 годишна возраст и не можат да бидат така масовни, да речеме. Тоа беше одличен еден период кога тие деца беа на некоја 30-40 годишна возраст, во главном иселеници, доаѓа од сите континенти, да кажам. Не знам, ние повозрастните се сеќаваме, ние бевме дечиња на онаа прва средба таму во минатото, во Сарето, една огромна масовност. Се договоривме до оваа година сите наши активности бидат под една капа, да цела оваа година ја посветиме сите наши активности да подсетиме дека изминуваат 75 години од екзодусот на пред се на децата бегалци, а веќе чинам наредната година и оној момент кога ќе навршат 75 години, кога на некој начин, ајде дали ќе употребам адекватен израз, напушта и она војската, демократската армија на Грција, во која најголем дел се македонци по род, преку Албанија завршува во тогашниот Советски сојуз, така да на некој начин, да речеме, се чисти територијата од македонците. Имаме одбележување низ целата година, можам да кажам дека започнавме во февруари, бевте вие на нашето одбележување на годишнината од погибието на големиот наш костурски војвода Васил Чакаларов. Имавме еден убав собир, една убава академија која исто така ги надмина нашите очекувања. Со убави гости, со едно излагање прекрасно на професорот Жежов, кој има посветено добар дел од своето живење на изучување на действувањето на Чакаларов. Сега имавме скоро панихида организирана од Сдруженијето за горичани, на панихида за жртвите за горичанскиот масакар и едно предавање исто во Ману после панихидата, така да помина беломорските средби, која е од ваков, да кажам, малку и забавен карактер, најмасовна што се случува воопшто во државата. И продолжуваме понатаму на 1 јули, денот кога ќе положиме цвеќе и почит пред споменикот на децата бегалци, кој коинцидира период со одржувањето на првата средба на децата бегалци, и за по посетата на споменикот предвидено е свечена академија 75 години од екзодусот во Македонската академија на науки и уметности. Продолжуваме, ако ни дозволува времето, на кратко ќе ми простат ако нешто пропуштам, меѓутоа на 26 јули имаме чинам во Велес, во организација на Сдруженијето Звезда, одбележување на нашата хероина Мирка Гинова. Во август веќе она средба во Трново. Тука ќе пробаме оваа година да биде уште помасовна, да видиме да го вклучиме и другото здружение, другиот сојуз. На 27 август чинам дека имаме Катланово, одавање почит на борците кои се лечеле, за жал некои починале во Катланово, тогашната болница која се грижела за борците на демократската армија на Грција, кои по ранувањето завршувале тука. Имаме 8 септември, тој настан ќе биде во организација на Форумот за човекови права. 8 септември, денот на независноста, ја одбележува Сдруженијето Мирка Гинова од Штип, со исто еден настан за по повод 75 години во црквата Свети Константин и Елена, мислам. Во ноември имаме годишнина од формирањето на егејската бригада, така да работиме ние егејците. Прилично полна агенда со настани. Во Битола, мислам, да не пропуштам формирањето на егејската
бригада, мислам дека 18 ноември во Битола, во организација на Сдруженијето од Битола. Така, прилично долга агенда на настани. Значи ли тоа дека искуството покажува на плодна соработка помеѓу сите здруженија и еве како еден координатор на сите здруженија? Па ние сметам во една прилика и пред скоро сега на не знам на која дележка, со оглед на се што се случува, сметам дека ние македонците по потекло од Егеот и еве наоѓаме заеднички јазик. Пак ќе повторам ова што на последна ова наша средба, беломорските видувања, беа присутни од сите здруженија во државата. Се надевам да би понатаму продолжиме со истата порака. Дали средбата беломорски видувања планирате да ја направите традиција, да стане традиционална, да се обележува секоја година? Ние и да не планираме, таа ќе биде, затоа што кога заминуваат, јас често пати доаѓам во ситуација пред настан, нели, нормално да сречете што ми треба шо. Многу луѓе, естрадни уметници, како што рековте, општественици. Меѓутоа, кога ќе го видите изразот на лицата на луѓето кога завршува и кога уште сега ќе ви порача да не ги заборавите наредната година, тогаш тоа мора да биде традиционално. Се шегувам, така беше и замислено, затоа што е масовно, затоа што е пози тоа стојат повеќе здруженија, се надевам, здраве Боже, да биде тоа една убава традиција, на која, јас пак ќе кажам, пред се мораме да се трудиме да ги донесеме нашите помлади генерации. Колку се заинтересирани помладите генерации да... Помладите генерации се заинтересирани онолку колку ние ќе ги заинтересираме. Она што јас сум израснал поред мојот дедо и баба и она што во еден период од живењето ми били интересни приказни, еден ден кога и тие ќе формираат своји семејства и кога ќе се сетат на се што им го кажували, кога ќе сватат што тие семејства што сега не ги формираат поминале нивните предходно, на тоа на талкање по светот, на жртви, нема егејска фамилија која нема пролеано крв дали во народно-освободителната борба, дали во Илинденското востание, дали во граѓанската војна во Грција, значи сега да не набројувам од мојата, меѓутоа нема фамилија без жртви. Така да се во еден период подоцна тоа дете кога ќе созре, кога ќе свати што се случило во неговата фамилија, нормално е дека ќе створи интерес и тој да продолжи понатаму со идејата. Кој е двигател за сето ова што го правите? Дали тоа е љубовта кон татковината? Па двигателот е љубовта кон татковината. Не знам, јас искрен да бидам, може да го чувствувам и како нека обврска на предците. Јас го носам името на мојот дедо, така сум воспитуван, така сум израснат. Кога ќе помислам дека тој 10 години од своето живење, значи почнувајќи од војник во грчко-италијанска војна, па војник борец во НОБ, па војник на демократската армија на Грција во граѓанската војна, па завршува во тогашниот Советски сојуз во Ташкент со сите останати борци, па се спојува со фамилијата после не знам 10 години. Неговите деца, мојот татко и моите чичковци си го познаваат таткото на 12, 13, 14 години. Мислам тоа е мотивот. Ние денеска во едни услови на еден комодитет, на една слобода, не смееме да заборавиме што сме им должни на тие луѓе. И тие имале семејства и мојот дедо имал деца, меѓутоа и после, значи негде таму од уште пред почетокот на Втората светска војна до 58 во еден период од 20 години, по поминување на сите војни прогонства, се враќа во тогашната република социјалистичка, како беше Федеративна република Македонија, како македонец. Ние не можеме да си дозволиме сега во денес, во вакви услови, при формирана држава, при слобода да се обезмакедончиме. Така, токму убаво кажавте, тоа треба можеби да биде и обврска на секој од нас. Јас лично за себе така го чувствувам. Која ќе биде пораката, господине Лукровски, што ќе упатиме како еден од представниците на оваа група на македонски народ, која ќе упатиме токму при крајот на ова интервју? Пораката која и неколку пати се наметна, се споменува,
покрај оние сите секојдневни обврски да си најдеме малку време, да си работиме за државата. Знаете, она Кенедиево личие беше да не чекаме само дека државата нешто треба по дефолт да направи за нас, него и ние нешто да направиме за државата, да се обединиме пред се, да бидеме на иста линија, кога е во прашање националниот интерес и нацијата и државата, да бидеме сите сплотени како еден. Многу ви благодарам за издвоеното време, ви благодарам што ја прифативте уште еднаш мојата покана, ви честитам за се до сега што правите, за државата, за оваа група на македонци и се надевам дека ќе се дружиме повторно, ние ќе бидеме тука како телевизија секогаш да ги следиме вашите случувања, вашите настани секогаш на ваша страна. Ви благодарам и вам што одвојувате време, се гледаме веќе на 1 јули се надевам, сакам само мало на дополнување. Што пропуштив, да кажам дека сме во контакт со амбасадите на сите оние некогашни, ајде да речеме, источноевропски земји, кои ги отворија вратите за нашите тогашни дечиња бегалци, подосна наши татковци, мајки, дедовци и баби, и ќе се обидеме да обезбедиме нивно присуство, каде што ќе искажеме и лично една благодарност за тоа што ги одшколува и изгледа нашите предци. Ви благодарам. Благодарам и вам. Почитувани гледачи, 75 години од екзодусот на насилно прогонетите македонци од егејскиот дел од Македонија, а со фокус на средбата Беломорски видувања 2023. Со мене во студиото беше господинот Сотир Лукровски, председател на Сдруженијето ВМБЛЕГИ и координатор на сите сдруженија на македонците од егејскиот дел од Македонија. Се надевам дека успеавме да доближиме дел од оваа тематика и до вас и дека успеавме да го задржиме и вашето внимание. Ви благодарам за вниманието, се гледаме за 7 дена, до тогаш останете поздравени и чувајте се.